Добар ден, започнува уште едно најново издание на Урбаните вести. Градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски денеска ги додели наградите за најголем придонес во зачувувањето на животната средина во рамки на манифестацијата Денови на пролетта, Денови на екологијата. По повод одбележувањето на деновите на екологијата, градот Скопје денеска додели награди за најеколошка компанија, најголем придонес во областа на заштитата на животната средина, најубаво уреден двор на куќа, зграда и стопански објект и најубав состав и цртеж на тема екологија за учениците од основните и средните училишта од Скопје. Како што истакна градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски, целта на доделувањето на овие награди е подигнување на еколошката свест и зачувување на околината на Скопје. Оваа година имаме 5 категории на наградување, да речам. Првата категорија е компании кои што ги наградуваме, најеколошката компанија која што ја наградуваме. Исто така имаме најдобро уреден двор во индивидуалното домување, најдобро уреден двор во колективното домување, во зградите. Исто така вклучени се оваа година и учениците со најдобар цртеж и најдобар состав. На овој начин сакаме да ги потикнеме граѓаните на градот Скопје, компаниите, учениците, да ги потикнеме да што повеќе допринесува за зголемувањето на еколошката свест. Ги опатиме учениците со оглед на тоа што сметаме дека уште од најраната возраст, доколку младите почнуваат да размислуваат за екологијата, понатака сметаме дека ќе бидат едни промотори, едни заштитувачи на животната средина. Наградата за најеколошка компанија ја доби фирмата Раде Кончар Скопје, а манифестацијата Частот на планетата Земја ја доби наградата за најголем придонес во областа на заштитата на животната средина. Во категоријата најдобро уреден индивидуален двор, наградата им припадна на Борис и Наташа Михајлови, додека за најдобро уреден двор од колективно домување е избрана зградата на улица Кленрец број 61. Средното училиште на град Скопје Здравко Цвитковски годинава беше избрано за институција со најдобро украсен двор. Првата награда за најубав состав на тема екологија, напишан од страна на учениците од основното образование, ја делат ученичките Вања Милчева и Георгина Стефановска, додека наградата од категоријата најубав средношколски состав му припадна на Бојан Стојчевски, ученик во средното училиште Алгоритам. Наградата за најдобар цртеж на тема екологија ја делат основците Теа Божиновска и Матеа Шуларова, а првото место од учениците во средните училишта го освои Ања Петкова. Наградите за најголем придонес во заштитата на животната средина, кои традиционално се доделуваат неколку години поред, ги додели градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски. Акција за дарување крв денеска се одржа во просториите на општина Газибаба. Истата се организира во заедничка соработка со општинската организација на Црвениот крст Газибаба. Ова е прва ваква акција која ќе се повтори и на есен. Повеќе детали за оваа информација од Томислав Атанасовски. Денеска во големата сала за состаноци на Советот на општина Газибаба, традиционално, општината во заедничка соработка со општинската организација на Црвениот крст Газибаба организира еднодневна акција за дарување крв. Во акцијата, која беше од отворен тип, се вклучија граѓани од општина Газибаба и дел од општинската администрација, кои помогна да се зголемат крвните единици на Заводот за трансфузиологија во Скопје. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Треговски ги посети и разговараше со крводарителите и медицинските екипи, при што ја истакна важноста од организирање на вакви акции, бидејќи секоја капка крв е драгоцена и може да спаси нечи живот. Надлежните очекуваат на оваа акција да бидат собрани од 20 до 30 крвни единици. Во општина Газибаба, каде што покрај жителите на општина Газибаба активно се вклучи и општинската администрација. Верувам дека како и досега, така и денешната крводарителска акција ќе биде успешна, односно ќе имаме голем број на граѓани кои што ќе дојдат и ќе ја даруваат крвта, затоа што знаеме дека во дадена ситуација со тоа можеме да помогнеме да спасиме човечки живот. Затоа и упатувам апел до нашите граѓани активно да се вклучуваат во овие наши заеднички активности. Ако го гледаме досегашните статистички податоци, значи денес очекуваме околу 20 до 30 крвни единици. Минатиот пат имавме на успешна голема акција
Тоа беше реализирано во урбаната заедница Автокоманда, каде што се собра 60 на крвни единици. Овие акции ќе ги продолжиме и во иднина, а воедно и со самиот факт што нашата организација на Црвениот крст во општина Газибаба една од поуспешните, говори дека навистина имаат голем ангажман во делот на организирање на овие крводарителски акции. Целта на акцијата е да се покаже хуманоста и солидарноста на граѓаните преку дарување крв која може некому да спаси и живот. Изразете ја вашата хуманост и солидарност преку дарување на крв. Вашата крв спасува живот, продолжува многу животи, можеби утре и нам ке ни треба. Е слоганот на оваа традиционална крводарителна акција која се одржува во просториите на општина Газибаба. Општина Газибаба секогаш ке поддржува вакви акции. Применувајќи ги мерките за енергетска ефикасност, општина Карпош го заврши реновирањето на 40 години старата спортска сала во основното училиште Јана Москомински. Во рамките на проектот, како дел од програмата за енергетска ефикасност, беше инсталирана комплетна надворешна изолација на ѕидовите со 10 см стиропор и нова покривна изолација од 20 см камена волна, а се замени и стариот азбестен покрив со нов изработен од висококвалитетен пластифициран лим. На местото на старите прозорци и врати беа монтирани нови ПВЦ прозори, кои ќе ја подобрат звучната изолација, но исто така ќе влијаат и врз заштеда на топлинската енергија. Во внатрешниот дел од спортската сала комплетно се реновирани соблекувалните, тоалетите и туш-кабините, а поставен е и нов паркет, нови грејни тела и заштитни мрежи. Старото електрично осветлување со рефлекторски системи и инсталирана мокност од 7300 вати е заменето со штедливи високофреквентни светилки. Освен современиот изглед, од особена важност е поставувањето на новата електрична и водоводна мрежа, која ќе резултира со поефикасни својства на училишниот спортски објект. Според програмата за енергетска ефикасност на општина Карпош, реконструираниот училишен објект, како и училишната зграда, заедно со останатите 6 објекти на детските градинки кои ќе бидат реконструирани во тековната и наредната година, се предмет на изработка во рамки на обуките за енергетски контролори, што ги спроведуваат овластените обучувачи од невладината МАЦЕВ, Машинскиот факултет во Скопје и од ЦЕПРОСАРТ. Кандидатите изработуваат енергетски извештај и сертификат ПАСОШ како задача во практичниот дел од испитот. Од особена важност е што овие изработени трудови ќе бидат основа за оформување на тендерските барања, на кои ќе се базираат извидбите на реконструкциите на овие објекти. Со нивното завршување, општина Карпош ќе спроведе постапка за реализација на енергетски сертификати ПАСОШи за сите 20 објекти на училишта и градинки од својата територија, информираат од општината. Град Скопје информира дека од понеделник почнува нов времен режим на сообраќај, односно забрана за движење на товарни моторни возила на подрачјето на главниот град. Забраната ќе важи од 10 до 20 часот во периодот до 1 септември. Оваа мерка се воведува со цел да се заштити коловозот од оштетувања предизвикани од големите оптоварувања на тешките товарни моторни возила во услови на високи дневни температури во текот на летото, соопшти град Скопје. Од ова решение се изземаат возилата кои превезуваат жива стока, лесно растиплива стока, хуманитарна помош, медицински препарати, комунални возила, превоз на експлозивни, запаливи и отровни материи, возила за превоз на градежни материјали, сиров бетон, како и градежна оператива, кои вршат градежни работи на градилиштата за општините во Скопје, град Скопје и владата. Градските власти апелираат сите учесници кои управуваат тешки товарни возила да се придржуваат кон поставената сообраќајна сигнализација. Во Македонија минатата година се склучени 13.982 брака или за 0,1% помалку во споредба со 2012 година. Најмногу бракови се склучени во август 11,9%, а најмалку во април 5%. Според податоците на Државниот завод за статистика, најчесто е стапувањето во прв брак со учество од 92% за жените и 90,2% за мажите. Просечната возраст при склучување на прв брак е 25,8 години за невестата и 28,6 години за младоженецот. Во 2013 година има 2045 разведени бракови, што е зголемување за 6,2% во однос на претходната година. Најмалку 2,4% од браковите се разведени во август, а најмногу 10% во декември.
Според возраста на сопругата, најголем број на разводи, 19,5%, се случиле во старосната група од 35 до 39 години, а за сопругот во старосната група од 30 до 34 години, со учество од 19,1%. Селекторот на Бразил, Сколари, размислува да ја напушти репрезентацијата поради семејна трагедија. Сан Антонио победа со 2:1 во победи против Мајами Хит во финалето на НБА плейофот. За овие останатите вести од спортот по рекламите.